Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Тој е под стрес и му се потребни помошници за интересна работа. Можеш ли да му помогнеш? Ке се појави во секој миг. Тоа сигурно е тој. Здраво, се викам Дуле Душкалото. Јас сум детектив. Ти си ми потребен. Да, ти. Мора да решам 1000 случаи. Сега претеруваш. Добро, тогаш само 999. Еве го првиот случај. Многу е мистериозен, но е многу итен случај, за да не се случи многу мои клиенти да бидат измамени од него. Тој е измамник. Измамник кој краде пари од џебовите на луѓето. Но не за долго. Мора да го фатиш. Карактеристики доста мал, но атлетски граден. Повеќе информации за оваа личност можеш да најдеш во Библијата, во Евангелието според Лука, глава 19, стих 2. Лука 19, стих 2 ќе ти помогне во истражувањето. Ако немаш Библија, пиши ми и ќе ти испратам една. Во вториот случај треба многу да внимаваш. Овој тип употребува оружје. Го колне живиот Бог со страшни зборови. Тешко му е да ги скрие трагите. Големината на неговите чевли веројатно е 73. Запиши каде можеш да го најдеш во Библијата. 1 Самуил 17, стих 4. Повторувам. 1 Самуил 17, стих 4. Ако не можеш да се снајдеш во Библијата, послужи се со содржината. Третиот случај е особено важен за мене. Овој човек последно беше виден покрај реката. Облеката му беше направена од влакна од камила, а омилена храна не му е помфрит, туку скакулци и див мед. Ги кани сите да живеат со Бог и да се свртат од нивните гревови. Многумина го слушаат и слободно го признаваат гревот. Кога ќе го најдам овој човек, ќе ми заврши стресот. Натамошни траги може да се најдат во Матеј 3, стих 1. Матеј 3, стих 1. И во истата книга во Библијата, во Матеј 1, стих 21, ќе откриеш со кого се поврза овој човек. Детективот Дуле Душкалото сака да ни ги испратиш твоите одговори. Тоа е вистина. Те молам побрзај. Овие случаи се итни. Ти посакува многу забава во решавањето на случаите. Детективот Дуле Душкалото. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!